Драги луѓе, како и секогаш, мене ми припаѓа најздодевната задача, а тоа се однесува на благодарностите што треба да ги кажам за сите оние што учествува во објавувањето на оваа книга, што си доаѓа со функцијата. Но за мојата улога да не се сведе само на популарните поздрави и честитки, накратко ќе ја раскажам приказната што доведе до објавување на оваа книга. И секако ќе читам во интерес на времето, а и за да не пропуштам некого. Објавена за прв пат во Франција во 1982 година, мојот последен здив веднаш станува бестселер. Преведена е на тогашниот српско-хрватски јазик, а веќе следната година. Слободно наречете ме југоносталгичар. Некаде кон средината, можеби крајот на 80-тите, српското издание дојде во мои раце. Некои од вас се сеќаваат на преубавите книжарници во зградата на Музичко и МНТ, сегашната зграда на Опера и балет. И како и секој млад човек, оваа книга беше многу важна за моето формирање како човек. 30 и кусур години подоцна ми се јави Венера и ми рече дека има нов офицер за култура во шпанската амбасада, се вика Ернесто, и сака да се запознаеме и да продолжиме со работката која што кинотеката има со амбасадата. Договоривме термин, кој го откажавме поради ковидот кој веќе го газеше првиот бран. Средбата ја откажувавме неколку пати и конечно со Ернесто се сретнавме во ресторанот Пелистер, придржувајќи се кон сите протоколи, се сеќава Ернесто. Уште на првата средба ја начинавме темата за превод на мојот последен здив. Разговаравме и ги продолживме традиционалните недели на шпанскиот филм. Соработката помеѓу кинотеката и амбасадата се тераше вообичаено и помина доста време кога еден ден Венера и Ернесто ми побараа податоци за да аплицираме за изданието во Шпанската агенција за меѓународна соработка и развој. Неодамна Ернесто ми кажа дека амбасадата аплицирала за поддршка со повеќе изданија во повеќе наврати, но само мојот последен здив ја добила поддршката. За проблемите со издавањето на книгата нема да зборувам. Секој што издал книга знае какви се проблеми, со какви се проблеми може да се судри издавачот. И Линка позади таму знае најдобро какви се проблеми имаат издавачите во реализација на една книга. И еве сме сега на веќе се остварува, значи ова е веќе остварување на мојот детски сон. Изданието на мојот последен здив на македонски е тука. Еве во рацете на Ернесто, се надевам дека набрзо ќе биде, а гледам некои веќе имаат и во вашите раце. И затоа ќе се вратам на почетокот и почнувам со благодарностите. Им благодарам на амбасадата на Кралството Шпанија и неговата екселенција Хозе Луис Лозано Гарсија, на Венера и Ернесто кои што денеска се со нас на оваа сцена, на Агенцијата за меѓународна соработка и развој на Шпанија, на нашето Министерство за култура, на Атанас Чуповски, автор на предговорот и промотор, кој што исто така е со нас, Александра Младеновиќ, Игор Цековски, Марија Цветковска, Сузана Спасовска, Дамјана Ивановска и целиот колектив на кинотека. Му благодарам и на професорот Игор Джепаровски што одвои време и прифати да биде дел од оваа промоција. И ви благодарам на сите вас што дојдовте, што значи дека ќе ја прочитате оваа книга. Мојот последен здив се чита во еден здив. На здравје читање. Ви благодарам. А сега местото го оставувам на промоторите. Повелете. Гостинот ќе му дадеме предност. Ернесто Ередеро дел Кампо, повелете со вашиот воведен збор. Buenos días, buenas tardes ya. ¿Se oye bien? Primero me quiero empezar disculpando por no
hablar en macedonio, lo comprendo, pero no me siento con confianza para hablarlo. Quiero pedir disculpas por ello. Добър ден, добро утро, усвари, добър ден веке. Първо сакам да се извинам защо не можам денеска да се обраѓам на македонски, иако доста го разбирам, меѓутоа не се осудувам се уште пред публика да зборувам на македонски јазик. Como ha recordado el director Gelov, hace casi 3 años, cuando llegué a este país, comiendo kaimak juntos, surgió la idea de traducir este libro de Buñuel a la hermosa lengua macedonia y ahora casi a punto de partir a un nuevo destino, para mí es como un regalo de despedida poder entregar este libro a los lectores macedonios en una edición de tan buena calidad, ¿no? Како што спомна и директорот Владимир Ангелов, наврву по моето пристигнување во оваа земја пред речиси 3 години, на првата средба, доручкувајќи заедно кајмак, ми се појави идејата за преведување на автобиографијата на Луис Бунјуел, значи мојот последен здив на преобјавиот македонски јазик. Тој сон се остварува денеска и речиси на пат пред да замина во оваа дестинација, кој што е прекрасен подарок еве и за публиката. Entre medias, Buñuel ha estado presente en Skopje. El año pasado con la retrospectiva en el Festival Filosófico y con la presencia de varios expertos españoles y macedonios, uno de ellos aquí presente, el profesor Zeparovski, debatiendo sobre su obra. Ahora los lectores macedonios podrán leer en su lengua este interesante libro de recuerdos de un creador que creo que es incomparable. Значи, меѓутоа во текот на овие години додека сум тука во земјава, значи Бунјуел беше присутен во Скопје преку ретроспективата за време на филозофскиот филмски фестивал, каде што беа прикажани неговите филмови. За неговата работа зборува, дискутира разни шпански и македонски експерти, меѓу кои професорот Джепаровски, кој што еве и денеска е тука со нас. И мислам дека со ова издание македонските читатели ќе можат на својот јазик да го читат ова интересно издание од еден неспоредлив творец. Me gustaría agradecer, por tanto, al director de la Biblioteca, Vladimir Angelov, no solo por recibirnos aquí y por hacer posible la edición de este libro, sino también por su apoyo constante al cine español. Би сакал да изразам благодарност пред се до директорот на оваа кинотека, до Владимир Ангелов, што не прими тука, што не овозможи значи преведувањето на оваа книга и за постојаната поддршка која што ја дава во однос на ширење на шпанската кинематографија и воедно и култура. Por supuesto, a la traductora del libro, María Svetkovska, y al profesor Atanas Chupovsky por un trabajo excelente con su estudio preliminar y habiendo podido presentar en macedonio el libro en una excelente edición. Второ, исто така би сакал да изразам благодарност до преведувачката Марија Цветковска, до професорот Атанас Чуповски, кој што направи прекрасна работа и по однос на прелиминарната студија и прологот, кој што го има направено за ова прекрасно издание. También quiero agradecer al profesor Zeparovski que nos honre otra vez con su presencia en uno de nuestros actos, a Venera Gudaci por su traducción y su excelente trabajo al frente de las actividades culturales de la Embajada, y a todos ustedes, sin los cuales esto no tendría sentido, porque está dirigido a ustedes. На крај, но исто така многу битно сакам да изразам благодарност до професорот Джепаровски, кој што денеска не удостои со неговото присуство и со придонесот за овој настан, и благодарност до мене за тоа што и ве помагам по однос на преводот и организирање на овој настан, и секако до сите вас како публика кои што денеска одвоивте време да дојдете и да споделите овој важен момент. Como ya dijimos hace un año, en la exposición, en la presentación de la retrospectiva de Buñuel en el Festival de Cine Filosófico, nos encontramos ante un creador que trasciende el hecho de ser un cineasta, ante un artista completo. Како што истакнав пред една година за
време на представувањето на ретроспективата на Бунюел на филозофскиот филмски фестивал во Скопје, Луис Бунюел е многу повеќе од филмаџија. Тој е уметник во секоја смисла. Тој е еден од ретките режисери што ја надминува приказната што сам ја раскажува. En el libro lo que podemos ver es el origen o la explicación a algunas de sus obsesiones que se repiten en sus películas y de las que hablamos durante la retrospectiva. La religión, la desigualdad de clases, la violencia, el deseo, la patología sexual, la borrosa frontera entre la realidad y el deseo, lo consciente y lo inconsciente. Тоа што може да видиме во самата книга е некои елементи кои што се привлекуваат и низ неговите филмови, како што е религијата, класната нееднаквост, насилството, желбата, сексуалната патологија, нејасната граница помеѓу фантазијата и реалноста и желбата, свесното кон несвесното и многу други елементи. Y también hablamos de su lugar en la cultura española y en la historia, en el momento de la historia que vivió, y eso se deja ver también muy claro en este libro, tanto la España dividida entre la tradición y la revolución, las revoluciones sociales, la vanguardia artística y el comienzo de la sociedad de la imagen. Значи, и исто така тоа може да се види и во самата книга и во неговите филмови, и тоа што може би сакал да истакнам е тоа што може да се примети е една Шпања која што е растргната помеѓу традицијата и револуцијата, каде верските и политичките елементи се бореа со големо насилство, општествените промени и политичкиот екстремизам, грагајната војна и така натаму. Потоа уметничката авангардна, особено на реализмот, и секако и почетокот на општеството на визуалното, односно почетокот на киното. Al releer el libro, en que la memoria de Buñuel recorre su vida y su creación, me gustaría compartir con ustedes algunos puntos que me han vuelto a llamar especialmente la atención. При препочитување на книгата во која Бунюел ги опфаќа спомените на неговиот живот и неговата уметност, ми привлекува внимание некои точки кои што би сакал денеска еве да ги споделам со вас. En primer lugar, cuando recuerda su infancia, habla de una España rural, pobre, que está como anclada en la Edad Media todavía, y en esa España dice que era pobre, pero que era exquisita en lo espiritual, al contrario de lo que sucede hoy en día. Y creo que esto pues sucede también en nuestras sociedades muchas veces, que cuando crecen en progreso económico se pierden a la vez algunas cosas. Кога Бунюел разборува за детството, за раното детство, зборува за една древна Шпанија, рурална Шпанија, како во средниот век, во која напредокот, како што он вели, поминува како облак и истакнува, зборува за една Шпанија сиромашна земја, но извонредно, духовно извонредна, за разлика од денес. На сите ни е јасно дека дури тоа може да се соочуваме и во денешно време, кога има економски развој, секогаш се губат одредени други елементи. Otra cosa que me llamó la atención es la relación entre sexo y muerte, cómo en su mente, desde joven, esta dialéctica freudiana va tomando forma y luego se plasma en su filmografía. И исто така, друг момент е неговиот односот со неговиот ум, односно поврзувањето меѓу сексот и смртта. Таа негова фройдовска диалектика што се провлекува и може да се примети во неговата филмографија. Los recuerdos en primera persona de la residencia de estudiantes, como vimos en el documental Generación, lo habló también el profesor Cheparovsky el año pasado, no solo sus colegas Dalí, Lorca, Alberti, formaban lo que se llamó la Edad de Plata de la cultura española, sino cómo cuenta en el libro, cómo conoce en Madrid a los antiguos, a los representantes de la generación del 98, los intelectuales que eran de más edad, al propio Ramón y Cajal o a Pérez Galdós, algunas de cuyas novelas
posteriormente llevó al cine. И исто така тоа што ми според мене беше важно, исто така неговите спомени од прво лице од студентската резиденција, кога заедно со други многу уметници соживеа во одреден период, кој што можевме да го видиме и во документарниот филм Генерација минатава година за време на фестивалот, каде што имено и професорот Джебаровски разговараше на таа тема и беше наречено сребрена доба на шпанската култура, каде што Бунюел заедно со неговите најблиски придружници како Алберто Лорка и Дали, туку некако и со останатите интелектуалци од генерацијата 98, со Сантјаго Рамон и Кахал, Перес Галдос и така натаму, чиишто дел од романите се најдои во некои од филмовите на Бунюел. Algo que tampoco recordaba era su incursión en el hipnotismo y sus reflexiones sobre lo que él llama hipnotismo cinematográfico, que tiene tanta relación posteriormente con su formación de cineasta en París y su relación con el surrealismo. И исто така не еден момент кој што го има подзаборавено е усвери неговиот налет во хипнотизмот и неговите размислува за она што тој го нарекува кинохипнотизам, односно кој што исто така се привлекува и за време на неговото образование како филмски режисер во Париз и неговиот однос со материализмот. Tras el repaso a sus películas, también habla de los libros que más le han influido. Tiene enorme interés, pero no produce extrañeza saber que entre ellos se encuentran los recuerdos entomológicos de Fabre o las obras del Marqués de Sade. Y posteriormente hace un delicioso repaso de sus filias y sus fobias. И исто така по прегледувањето на неговите филмови, исто така може да се примети и неговата блискост, односно како останатите книги влијаеле врз него. Иако е интересно, сепак не е изненадувачки фактот дека меѓу неговите омилени дела се и ентомолошките сеќавања на Фабре, делата на маркизмот од де Садем и други дела, и кој што понатаму прави еден интересен преглед на неговите желби и фобии. Quiero terminar ya porque es mucho más interesante lo que puedan decir los profesores Postper y Sparovsky, pero solo me gustaría para concluir recordar una cosa que dijimos el año pasado antes de ver El perro andaluz. И како заклучок, зашто не би сакал да одземам повеќе од времето, мислам дека поубави и поинтересни искази имаат професорите, кои што се до мене, Джебаровски и Атанасов. Меѓутоа сакам само да се повторам на нешто што го кажавме минатава година за време на фестивал. Recordando que para Buñuel las primeras películas que vemos son nuestros sueños, y al ir al cine a veces soñamos los sueños de los demás, me llamó la atención comparar esta reflexión con la confesión que hace Buñuel en el libro, cuando dice que preferiría pasar mucho más tiempo soñando que despierto, con la condición de que luego pudiera recordar los sueños, porque el sueño, dice, solo existe por el recuerdo que lo acaricia. Бунюел во првите филмови што ги гледаме, може да се подсетиме дека ги представуваат нашите соништа. Пред да одиме во кино, не сонувавме, потоа почнавме да ги сонуваме соништата на останатите, одејќи во кино. Така да би сакал да се подсетам на тоа како Бунюел и да го анализирам моментот кога он одговара, кога бил прашан што би сакал да добие доколку живее уште одредени години повеќе. Он одговара на тоа дека преферира да има повеќе време за спиење, односно за сонување, него за да има активен живот. Меѓутоа под еден услов за да може подоцна да се сети на нив, затоа што само сонот постои само поради сеќавањето кој што самиот го гали. Благодарам. Благодарам. Еве, нас вели дека јас треба да бидам следниот.
емоција која што не врзува за Бунюел, како што гледам во публиката се луѓе од различни генерации, од мојата, некои малку повозрастни, се разбира и помлади од мене, и најмлади. Сето тоа говори дека Бунюел се уште предизвикува интерес за различни генерации, се уште е предизвик и не носи кон еден негов собствен свет кој што се врзува всушност за доживувањето на, можеле да речеме, целиот 20 век. Како да постои некоја символика, фактот дека тој е роден 1900 годината, која што почнува новиот 20 век, годината во која што Фројд ги објавува своите прочуени толкувања на соништата, затоа што соништата како да стануваат неизоставен дел од животот, а и од делото на Луис Бунюел. Беше спомнато дека минатата година во рамките на Филозофскиот филмски фестивал и во соработка со кинотеката имаше преглед на филмовите на Бунюел, имаше дискусии и разговори, а сето тоа тргна од еден документарен филм, снимен неодамна, 2017 година, кој го носеше насловот Генерација, се однесуваше на тројцата врвни автори Бунюел, Дали и Лорка, кои што се наоѓаат заедно во веќе спомнатиот студентски дом или дури можеби многу повеќе од студентски дом, туку еден простор духовен во Мадрид, каде што цела генерација од различни профили, од различни студенти на различни факултети заедно живеат и ги оформуваат своите погледи кон светот. Тој документарен филм кој тргна врз основа на белешките на една личност многу блиска до Дали, Макс Ауб, кој е спомнат во оваа автобиографија, тоа во еден многу убав контекст, кога самиот Дали вели, би сакал, може би е поубаво како Ауб, да си заминам од овој свет, како што нема му се случи додека играше карти, што и навистина и се случило, отколку да се живее еден долг живот, но за на крајот речено сепак поубаво е да се живее до крајот и да се живее таа тежина на живењето и на животот, што многу наликува на еден пристап на Емил Сиоран или Чоран од неговиот краток преглед на распаѓањето, прочуената филозофска книга, и од ставот на Сиоран кон животот, кој вели не треба човек да се плаши од смртта и од преминот во другиот свет, туку едноставно треба да живее со тоа и да биде подготвен во секој момент да се случи тој премин, кој што е многу обсесивен и за самиот Бунюел. Прашањето на смртта е едно од темелните прашања со кои што тој се занимава. Но кај него овие прашања се врзани не само за бинарните опозиции живот, смрт, добрина, убавина, грдо, убаво и така натаму, затоа што Бунюел ги надминува овие бинарни опозиции и оди отаде нив постојано, со самиот факт што константно иронизира за нив и само иронизира, што може и да се воочи и од самата структура на ова автобиографија на Бунюел, која што започнува со помнењето, и тоа помнењето на неговата мајка, која го губи самото помнење, и важноста на помнењето, за да заврши со Лебедовата песна, која што повторно не враќа на процесот на помнење и на сеќавање на сопствениот живот и на живењето до последен здив. Не случајно насловот е мојот последен здив, се разбира како нешто што стои феноменолошки гледано во заднината, го препознаваме и насловот на оној филм на Годар, До последен здив, кој што се разбира во едни други околности зборува за едно време во кое што и самиот Бунюел е составен дел. За Бунюел и за неговите филмови има многу пишувано, многу монографии во светски рамки и кај нас. Затоа јас не би се задржувал и не би одел во таа насока да ги анализирам неговите филмови. Туку ќе се обидам еден свој личен однос кон Бунюел пред вас сега да го презентирам, да го споделам со вас. Предпоставам дека секој најголемиот дел од присутните овде имаат некој свој личен однос кон Бунюел, кон неговото творештво
И тоа е она што е убаво во себе ова. Ние не промовираме сега само една книга, тоа го правиме. И една книга која носи наслов автобиографија, иако, ако внимателно се чита на едно место, самиот Бунјуел ја определува како полуавтобиографија. Ќе се навратам потем на оваа одредба полуавтобиографија, за да видиме зошто Бунјуел така ја определува својата автобиографија. Но најнапред со личниот однос. 29-та година е годината во која што Дали и Бунјуел го создаваат андалузискиот пес, и тоа е всушност некаков апогеј на она што представува врзување на Бунјуел со надреализмот. Затоа што во тој филм всушност сите овие аспекти врзани за ониризмот, за фантастиката, за надреалните случувања, за мешањето меѓу реалното и иреалното силно доаѓаат до израз. Андалузискиот пес е филм од 16 минути кој представува пресвртница, мислам, во филмувањето на идеите на надреализмот, кој предходно главно во сликарството се манифестира, меѓутоа во филмот не толку успешно, во фотографијата кај Ман Рей се разбира, но во рамките на филмот за прв пат толку успешно надреализмот доби свое оплотување во овој филм на Дали и на Бунјуел. Андалузискиот пес беше битен и за мојата генерација, кога за прв пат се соочивме со него, јас како студент на институтот на нашата катедра по филозофија во 70-тите, средината на 70-тите години. Потоа на тие вежби кои што ги имавме по предметот естетика со мојата тогашна асистентка Кица Барџиева и се разбира професорот Старнелов, и одењето во кинотека, која што тогаш беше во МКЦ, и во една малечка киносала ги гледавме филмовите, меѓу другото и филмовите на Бунјуел, неизоставно. Потоа фестивалот кој што постојано ги нудеше Белградскиот филмски фестивал, кој што за нас представуваше во тоа време како студенти, како средношколци место, на кој што можевме да бидеме во текст со се она што се случува во светот на филмот, а тука и Бунјуел и неговите филмови постојано беа присутни на тој фестивал. Но моето доживување на андалузискиот пес се врзува за престојот во Париз 79-та година, зимата 79-та и преминот кон 80-та во една мансарда наспроти Бобур, Шарл Помпиду, каде што одев секој ден во библиотеката да работам тоа што си го имав зацртано да го работам, се разбира и да ги посетувам изложбите наоколу, но имаше една предност, бидејќи во мансардата ми беше толку студено, немаше грејење. Во Бобур одев и да се затоплам уште од отварањето па до вечерта, а таму беше во тоа време големата изложба, првата голема изложба на Салвадор Дали, и во рамките на изложбата, која траеше некаде до јануари, од октомври 79-та започната, имаше една сала, киносала, во која што постојано се вртеше андалузискиот пес, како на ролна, бескрајно. Но убавината беше во тоа што во салата имаше од оние тогаш попартовски прекрасни фотели на воздух, кај што можеше да се легне, и јас таму дури спиев, дури си се топлев, погледа филмот, што го имам веројатно стотица пати гледано тој филм, а и во сонот можеби ми доаѓаат тие сцени. Тоа е, да речеме, таа прва слика на врзана за Бунјуел, се разбира предходната е за тие мои обиди како средношколец да пишувам за филмовите на што беа присутни на тој Белградски фестивал. Фезвам од гимназиски вестник Спектар, што го уредува в 75-та година, 2 броја само излегува, но си најдов дека таму сум пишувал меѓу другото и за Бунјуел. Зошто е битна оваа година и овој филм прв, нели, на Бунјуел, со кој што тој суверено стапува на сцената во светот на филмот? Затоа што надреализмот со тоа добива во една друга димензија, преминува веќе во светот на новата уметност која што допрва ќе се развива, која што го добива звукот и се озвучува и започнува, нели, до тогаш, нели.
главни и антагонистскиот пес нема тон. Но сликите не фасцинираат од тој филм. Натаму, тие слики за нив говори самиот Бунјуел во автобиографијата, и тие слики произлегуваат и од неговото доживување на стварноста. Таа стварност која што за него е крајно хетерогена, па дури неговите интереси се многу различни. Ако знаеме дека тој студира во Мадет земјоделие, агрикултура, агроном, по препорака на родителите, а потем дури филозофија, на крајот дипломирал филозофија и тој курс го завршува по книжевност и по филозофија, тогаш ни е јасно. А и Лорка исто така филозофија завршува. Филозофијата е она дисциплина која што на некој начин ги обединува Лорка и Бунјуел, а прави потоа тоа разединување да се случи со Дали. Тој судир меѓу Дали и меѓу Бунјуел, кој е идеолошки, може да се каже, судир, бидејќи јасно е дека Бунјуел е левичар, додека Дали завршува во десницата. Но сепак тие лични контакти и лично доживување е она што ние го гледаме на сите страници од оваа книга, од самиот почеток до крајот. Па дури и таа иронија, и само иронија на Бунјуел избива од секоја страница на оваа книга. Неговиот прочуен однос кон религијата, кој најдобро се епитомизира низ исказот "Фала му на Бога, се уште сум атеист", каде што гледаме всушност каков е неговиот однос кон религијата, па дури и за крајот на книгата, кој завршува токму со таа филмска сцена во која што самиот Бунјуел се замислува себе си како ги изненадува неговите најблиски со тоа што на предсмртната постела повикува свештеник да се исповеда. И вели, можам само да замислам како ќе ме гледаа моите пријатели кои знаат дека сум атеист, и навистина ја да се исповеда и на крај да си умре. И сега гледаме всушност дека ова противречност постојано имаме кај Дали. Тој има добиено езуитско образование на почетокот на својот живот, едно огромно знаење од теологијата. Дури на моменти си мислам како да е од неговата автобиографија, како да е сосема на другата страна од првата автобиографија во рамките на западноевропската цивилизација. А тоа е книгата Конфесионес или Исповеде на Свети Августин. Тоа е првата автобиографија. Ова е на другата страна од тој пристап, но и двете во себе си го имаат преминот кај Августин од неверувањето, од многобоштвото кон конфесионалноста негова и кон неговото поврзување за религијата, а кај Бунјуел обратното. Но кај Бунјуел неговата биографија, и затоа тоа е вели полуавтобиографија, не само поради тоа што е напишана со помош на неговиот сценарист Жан Клод Кариер, кој е сценарист на неговите прочуени филмови од француската фаза, последните 4-5 филма, Дискретниот шарм на буржуазијата и да не ги редиме сите други. Оваа книга е производ на таа комуникација меѓу двајцата соработници на сценаријата на овие прочуени филмови на Бунјуел, но не е поради тоа таа полубиографија. Туку затоа што Бунјуел во неа, иако соработува со Кариер, всушност ја определува, ми се чини, неговата автобиографија како полуавтобиографија, затоа што оваа книга не претендира да биде класична автобиографија, не претендира да даде пресек на неговиот живот. Таа е крајно субјективна и дури самиот Дали тоа го вели. Тој не претендира дека сеќавањата се точни, вели можеби се и погрешни, ама јас така се сеќавам, оти тоа е мојот живот. Затоа не случајно со сеќавањето, со меморијата започнува книгата и завршува со неа. Тоа многу наликува и на една автобиографија од нашиве балкански простори на еден прочуен лекар, кој што токму ја почнува својата автобиографија со зборовите "се трудев да бидам пристрасен", кога зборува за настаните на кои што бил сведок, затоа што нема автобиографија која што го нема субјективниот елемент, која што го нема собственото доживување кое може да биде и лажно, кој не мора да биде целосно вистинито.
Во тоа е убавината на ова полуавтобиографија на Бунјуел. Во тоа е убавината всушност на величието на книгата и убавината на идеите кои што во неа можат да се сретнат, затоа што Бунјуел комуницира на различни рамништа, комуницира со различни читатели или слушатели, што тој го кажува, а сето тоа е проткаено со едно лично доживување. За мене највпечатлив е делот кога зборува за коктелите, например. Неговиот однос кон подготовката на коктелот, соодносите, начинот на живот, баровите, како места за разлика од рестораните, каде што човек може да медитира, каде што може да развива идеи и каде што може во тишина да седи, да комуницира, баровите кои се разликуваат од рестораните и од кафеаните. И тоа се неговите простори и места. И ако го прочитате, тој дел ви е јасно каков е и од каде тој хедонизам на самиот Бунјуел, од каде тој однос кон сексуалноста, бидејќи обично во баровите и дамите на ноќта најмногу се собираат. И таму, меѓутоа со малку разговор, нема врева таму, главно е тивко, така и ги опишува Бунјуел, но тоа е неговиот став, тоа е неговиот живот, тоа е неговиот однос кон стварност. Такви моменти, такви места во ова полуавтобиографија на Бунјуел има многу, се разбира има места во кои што се даваат определени настани, слики, приказни врзани за неговите филмови, но многу поважно е она што го определува него како човек. Ние добиваме слика за Бунјуел врз основа на собственото негово видување на себе си, а знаете, тоа не е лесна работа. Иако, знаете, кога го читате Бунјуел, имате впечаток дека толку едноставно си тече, дека тој воопшто нема никакво оптоварување да го каже тоа што малкумина би можели да го замислат, а камоли да го кажат или да го напишат. Разликата меѓу она што Макс Аук го прави во обидот да напише биографија на Бунјуел, и тој има собрано материјал од 500 страници, кој што требало да биде или роман или биографија на Бунјуел, а врз основа на тоа е снимен овој документарен филм што минатата година го гледавме. И ова автобиографија на Бунјуел е во тоа што Аук гледа однадвор и разговара со Бунјуел, а овде Бунјуел си зборува како да си зборува самиот на себе си, in se met ipse. Буквално човек кој ќе чита има впечаток дека не му е битен нему кариер, тој си зборува самиот за себе си и си го раскажува својот живот или определени сцени од неговиот живот. И да не должам многу, тука ќе завршам. Тоа е мојот Бунјуел, како што е исто така мојот Бунјуел и 79-та година, не само андалузискиот пес во Бур и вртењето на филмот константно, тие 2 недели додека бев таму, туку и 79-та во Струга на Струшките вечери, кога Златен венец доби Рафаел Алберти, истиот член на генерацијата 27, во која што е и Лорка, во која што е и Бунјуел, во која што е и целата таа групација на прочуени поети. Не можам да го заборавам настапот на Алберти на Струшките вечери таа година, кога со една фламенко гитара ги рецитираше своите стихови. А ако читате кај Бунјуел, ќе најдете дека Алберти во времето додека е заедно со Бунјуел во студентскиот дом, сите мислеле дека Алберти е сликар. Бидејќи фасцинантни биле неговите цртежи и слики што ги создавал, за на крајот Лорка да му каже: "Ама знаеш, ова пишува и поезија." А кога ќе ја прочита првата песна на Алберти, ќе се фасцинира од сето тоа. Ете такви детали има во оваа книга, оваа автобиографска или полуавтобиографска книга на Бунјуел. Ви благодарам уште еднаш за вниманието и споделувањето со мојот Бунјуел. Благодариме на професорот Иван Чепаровски, претходно Ернесто Редеродел Кампо и на Венера за преведувањето. Јас морам да признам дека немам такви травматични искуства на гледање на андалузиски пес 24 часа или колку рековте 2 недели. Но Бунјуел секако го доживувам на свој начин и јас сум пораснал со неговите филмови, како и повеќе мина од нас овде. Интересно е дека Бунјуел има специфичен однос кон филмот, значи релативно досна се решил да се занимава со филм. Нема никакво филмско формално образование, занаетот го учел практично, со неколку режисери
ќе ги споменам подосна. И неколку пати се откажувал од занимавањето со филм, за да стигне до онаа репутација која има денес на еден од најважните воопшто режисери во историјата на филмската уметност. Но како и секој човек што ќе доживее 80 и кусур години, неговиот живот е составен од повеќе етапи, повеќе епизоди, кои тој ги опишува во оваа негова полуавтобиографија. Мојот последен здив. Почнувајќи од сеќавањата на родното село Каланда во родната покрајна шпанска Арагонија, сончевата Арагонија, во кое, како што веќе беше споменато, се живеело, иако на почетокот на 20 век се живеело како во средниот век, каде што ритамот на животот го одредувала црковната камбанарија, каде што луѓето биле многу религиозни и постојано се правеле различни религиозни процеси, од кои тој особено ги памети ги нагласува каландските тапанари. Тоа е манифестација во која по повод смртта на Исус Христос на крстот, повеќе луѓе, стотици луѓе во Каланда се собирали и удирале на силни тапани, или според преданието на христијанската црква, по смртта на Христос на крстот се затресла земјата, со тоа сакале да го доловат затресувањето на земјата. Самиот Бунјуел уште како дете учествувал во овие процеси, учествувал и подосна како возрастен човек и веќе реномиран режисер, а оваа процесија толку го инспирирала и ја вметнал и во неговиот подоснежен мексикански филм Назарен. Втората етапа од неговиот живот го представува, се сеќава Бунјуел во оваа книга, е престојот во градот Сарагоса, каде што живее неговото богато семејство, инаку потекнува од многу богато семејство, каде што учи прво кај француските монаси корасонисти, потоа кај строгите језуити, каде што нели изучува догматика, веронаука, житијата на светите оци, но таму се среќава по прв пати со забранета литература, така да речеме, во таа средина, со делата на Спенсер, Фройд, Маркс, Русо и така натаму. Тој диалог со христијанството, што веќе беше споменат, кој веројатно потекнува тие училишни денови, ќе го следи до крајот на неговиот живот. Значи, постојано и во неговите филмови, особено Млечниот пат, Симон Пустиникот, Виридијана и од останатите, сите се диалог со христијанството. Тоа е тема од која не може да избега и таа негова позната реченица му благодарам на Бога што сум атеист, ја то објаснува во оваа своја автобиографија, велики дека тоа е само навиду противречна реченица. А неговата сестра Кончита, чии забелешки се исто така внесени во оваа книга, сведочи дека Бунјуел немал никаков интерес за агрономија, но само исклучиво да избега од семејството, кое не било премногу строго, решил да запише агрономија и да замине во Париз, во Мадрид, извинувам. Тоа е таа трета етапа од неговиот живот, каде што во таа прочуена резиденција де студијантес се среќава со Лорка, Дали, со Рафаел Алберти, со целата таа генерација, 27, и на некој начин од грубо, помалку и недоделкано момче, бидејќи бил доста силно физички развиено момче, бил боксер, се борел на рака во мадридските барови, со другарите ги тепале хомосексуалците во Мадрид, што ги сретнеле на улица, ги поседувале често јавните куќи, значи било едно момче кое живеело таков стил на живот. Средбата со Дали, со Лорка и со останатите го на некој начин го култивира Бунјуел и тој од човек кој се обидува да студира агрономија, се обидува потоа да студира технологија, природни науки за да заврши со филозофија, значи да дипломира конечно филозофија во таа резиденција студијантес во Мадрид. Повторно добива понуда да остане да студира и докторски студии, но не му единствено овој пат му е важно да ја напушти Шпанија. И оди, успева во тоа, станува секретар на неговиот пријател, писателот Евгенио Торс во Париз. И во Париз сушност се среќава посериозно со филмот, бидејќи додека е во Мадрид со неговите другари често посетуваат кинопроекции, гледаат филмови на американските комичари Бастер Китон, Карл Лойд и така натаму, не им се допаѓаат филмовите на Чаплин, ги сметаат за пресентиментални, но според зборовите на Бунјуел во тоа време никој од нив, ни тој самиот, воопшто не помислувале да се занимаваат со филм. Го сметале филмот за повеќе за забава, не на ниво на уметност како што е поезијата, литературата, не музиката, сликарството и така натаму. Дури самиот Бунјуел во тоа време пишувал туристичка поезија, значи воопшто не му паѓа на памет занимавањето со филм. Значи престојот во Париз, каде што
гледа многу филмови, особено големите германски автори од таа епоха. Мурнау, потоа американските автори од германско потекло, фон Штрокхајм, фон Штернберг и останатите, и особено Фриц Ланг, значи кога се среќава со филмовите на Фриц Ланг, кој инспирира толку многу што тој одлучува да се занимава со филм. Тогаш и се запишува на курс по глума кај Жан Епстеин, значи еден голем француски режисер од руско потекло, и тоа е единственото негово формално образование филмско. Му асистира на Епстеин, асистира и на еден друг голем француски режисер, Жак Федер, и тоа е неговото практично образование по филм, пред да го сними Андалузиски пес, за кој парите му ги дава неговата мајка, која во тој период е веќе богата вдовица. Значи, на тој начин го финансира својот прв филм, направено со работка со Дали, потоа следува Златна доба и следува пауза во творештвото на Бунјуел, но овие два филма му овозможуваат влезница во тој круг на надреалистите во Париз, каде што се срекава со Андре Бретон, Тристан Цара, Луи Арагон и останатата Ман Рей и тај останата надреалистичка екипа. Тоа особено силно влијае на него и на неговото творештво, речиси слично колку и на оној престои со Лорка и со Дали, каде што ги запознава на шпанската поезија и култура. Така што тие две средби, да речеме, две животни епизоди го оформуваат и како човек и како творец понатаму. Интересно е дека кога во Шпанија доаѓаат републиканците на власт и Шпанија станува република, Бунјуел како левичар се враќа веднаш во Шпанија, го снима својот единствен документарен филм, никогаш после тоа не повторил такво искуство. Значи единствен документарец е Земја без леп, за кој позајмува пари од своите пријатели, го монтира во никакви услови, значи на куњска маса го монтира со помош на лупа, нема монтажна маса, но го прави тој филм кој останува до ден денес сведоштво за таа епоха, но дури на републиканците, нели на либералните републиканци, тој филм им е премногу критичен по однос на Шпанија, така што и самите републиканци го забрануваат. Тоа е период во кој Бунјуел на некој начин се решава да се откаже од филмот, решава да стане продуцент, значи да се откаже како режисер, станува продуцент, снима повеќе комедии многу успешни во Шпанија во тој период, кои според него немаат никаква уметничка вредност. Тој им се меша на режисерите во работата, но не му паѓа на памет самиот да режира филм, иако има таква можност. Следната етапа од неговиот живот представува заменувањето во Париз, кога генералот Франко се враќа во Шпанија и републиката е веќе готова, значи тој оди во Париз и работи во амбасадата на републиканците во Париз. Тој дел е обвиен повторно со нејасноти, бидејќи се претпоставува дека работи за тајните служби на републиката. Има контакти со тајни служби на повеќе европски земји и соработува така што ги снабдува со оружје републиканците, влегува повеќе пати легално во Шпанија и така натаму. Значи еден период од животот кој е сосема поразличен од она што сме навикнале да го гледаме нели на неговите филми. Повторно и во тој период нема никакви амбиции да се занимава и не е можно нели во тие денови да се занимава со режија. Дури постојат верувања меѓу неговите пријатели дека Бунјуел и загинал во тие битки, значи се шири таков глас, се разбира Бунјуел е жив и здрав, но со доаѓањето на нацистите во Париз, како и многумина други негови пријатели надреалисти, принуден е да емигрира, да избега во Америка. Таму се вработува во најпознатиот музеј на современа уметност во Њујорк, нели во МоМА, го премонтира Триумф на волјата на Лени Рифенштал, работи во одделот за монтажа, нели за пропаганда. Да, имал таа, но бидејќи левичар и комунист, јакото католичко лоби лобираат Бунјуел да биде избркан од музејот на современа уметност и така тој останува без работа, а веќе има жена и две деца, значи веќе има семејство да го издржува, се враќа во Холивуд, работи на синхронизација на филмови, нема никакви навестувања дека повторно ќе се занимава со филм. Се обидува да добие државјанство американско и на пат е да го стори тоа, кога од Оскар Дансингерс, мексикански продуцент, конечно добива понуда да направи филм во Мексико. Тоа е пресуден момент во неговиот живот и во неговата кариера, бидејќи се решава да ја напушти Америка и 46-та година оди во Мексико и таму останува до крајот на животот. Значи целиот живот го поминува во Мексико, таму и умира. Во Мексико прави
завидна филмска кариера, реализира 20 играни остварувања, од кои самиот вели дека најголем дел од нив ги снимил за да издржува фамилијата, значи жената и децата. Работи со екипа која не му се допаѓа, глумци кои му ги наметнуваат продуцентите, во услови кои не ги сака, но сепак успева и од такви услови да реализира неколку ремек дела од кои мора да се споменат ремек неореалистичкото ремек дело Заборавени, Назарен веќе го спомнавме, Тој или Ел и Ангелот на уништувањето, неговото најпознато мексиканско остварување. Значи работи во Мексико повторно без некои поголеми амбиции да направи значајна кариера. Работи потоа со Ала 300, го снима и Симон Пустинико, да не го заборавиме, тој е одличен мексикански филм. Се додека не добие, односно прво оди во Шпанија, Франко му дозволува да се врати во Шпанија и го снима Меридијана, филм кој е жестока шлаканица на владата на Франко, на десничарската влада на Франко, но од неговите пријатели, соборци, револуционери, левичари кои се повеќето од нив избегани во Мексико, го осудуваат како се може да се вратиш да снимаш во Шпанија на Франко. Кога го гледаат филмот, сите гледаат што всушност снимал Бунюел, Андре Бретон му признава дека плачел додека го гледал Меридијана, а самиот Бунюел е задоволен од тоа како Меридијана изгледа, додека владата на Франко се обидува да ги заплени сите копии и по некаква среќна околност филмот стигнува на фестивалот во Кан и денес можеме да го гледаме, инаку веројатно би бил уништен. Тоа е таа негова шпанска авантура во тој период. За конечно да дојде поканата од францускиот продуцент Серж Силберман, според зборовите на Бунюел, најдобриот продуцент со кој некогаш соработил. Силберман му дава комплетна авторска слобода на Бунюел и со него работи последните 10 години од кариерата, во таа француска етапа од 67 до 77 и ги снима сите најзначајни дела кои денес ги знаеме. Убавицата на денот, Млечниот пат, тој мрачен дискретниот шарм на буржуазијата, неговиот единствен оскаровец и тестаменталното последно остварување, тој мрачен предмет на желбата 77. Карактеристично е дека во оваа етапа веројатно Силберман му го представува Жан-Клод Кариер, неговиот косценарист на сите филмови, во тоа време веќе прочен писател и сценарист, и Бунюел со Кариер ги работи сите сценарија, работи на тој принцип што си живее во Мексико со жена му Жана, доаѓа на неколку месеци во Шпанија или во Франција, заедно пишуваат сценарија со Кариер, потоа го снимаат филмот, го монтираат, повторно се враќа во Мексико. И така снима 7-8 филмот, рековме најзначајните дела воопшто во неговата кинематографија. Така е се до 77, кога веќе Бунюел е стар и останува во Мексико и веројатно на иницијатива, предпоставам, за ова немам информација, но предпоставам дека на иницијатива на Жан-Клод Кариер е реализирана оваа книга, бидејќи Бунюел е доволно скромен да не помислил да напише автобиографија според моето мислење и од она што може да се прочита, туку дека Жан-Клод Кариер инсистирал да ги запише неговите спомени, токму онака како што ги работеле сценарија. Бунюел ќе каже нешто, Кариер ќе го запише и потоа ќе го обработи. Инаку, кога го спомнуваме Жан-Клод Кариер, да направиме една мала дигресија, да споменам дека тој човек е доктор honoris causa, значи почесен доктор на Универзитетот Европа Прима, дека беше во иста оваа сала пред 15 на години благодарение на познанството со почитуваниот Јордан Плевнеш и дека учествуваше во една од главните роли во македонскиот филм Тајната книга. Значи Жан-Клод Кариер. Со него ја пишуваат оваа книга и Бунюел на самиот почеток се зблагодарува на жена му Жана и на Кариер кој му помогна и без негова помош не би можел да ја напише книгата. Затоа што книгава е пишувана буквално последните години пред смртта на Бунюел, кога Бунюел е веќе слеп, значи полуслеп, веќе не гледа добро, не може да чита, речи си глув, не може да слуша музика, која многу ја сака. Заради тоа не оди во кино, не оди во театар, телевизија и онака мрази воопшто не гледа. Значи му остануваат неговите омилени аперитиви за кои надолго и на широко зборува, неговата цигара и средбите со ретките пријатели кои од време на време влегуваат во неговиот дом. Значи се работи за стар човек пред крајот на животот и Кариер веројатно многу е заслужен за обликувањето, конечното обликување на оваа книга. Иако самиот Кариер станува збор, значи иако е човекот на крајот на животот, Бунюел воопшто не е патетичен и сентиментален во овие негови сеќавања,
и Кариер го сведочи тоа не на оваа книга, туку на друго место, дека Бунјуел бил подготвен за смртта, значи подготвен ја чекал смртта. Книгата е објавена неколку месеци пред неговата смрт и представува извонредно сведоштво. Значи сведочи за сите овие настани, за сиот негов живот, од аспект на човек со 80 и кусур годишно животно и творечко искуство. Можете самите да замислите колку е драгоценна оваа книга. Тоа е се што би имале да кажеме, веројатно бидејќи